360 степени на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Добро вечер. За значењето на врските на владата на Мицкоски со луѓето околу Трамп по промената на власта во САД. Тоа може да биде корисно и за Македонија како држава, но и за одредени проекти што можеме заеднички да ги сработиме со Америка. И Ахмети се сретна, ако мислите на Гренел. Гренел е добар познавач на приликите овде, има и лични контакти. Во лабораториите сместени на горниот кат, тимот професори и лаборанти секој ден во изминатава година испитувале и мереле примероци добиени од филтри поставени во 5 општини во земјава. Концентрациите имаат два карактеристични врва, во раните утрински часови некаде до кај 8 часот, од 6 до 8 и потоа вечер од 18 часот па некаде до 2. Што прашуваат присутните и што им одговара Ахмети на средбите на дуини из државава. Вакце ухан е димија џашмадете шјабот ју vëmërohet që u bë bashkuat me LSDM-in. Unë nuk kam pranu të flas me Nikola Gruevskën që ai të tërhiqet prej mandatari si kryeministër. Ова беше најавата. Со сториите почнуваме веднаш. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски му ја честитаа победата на новостариот американски председател. И не само нему, туку и на неколкумина блиски соработници на Доналд Трамп, со кои председателката, премиерот и министри имаа средби во американското предизборие. Александар Димитриевски за тоа кои се луѓето на Трамп со кои имаше контакти државно-владиниот врв и какво беше објаснувањето за мотивите за тие средби. Дали владата на Христијан Мицкоски се проширува со Доналд Трамп? Така гласеше насловот на текст кој го објавивме на 24 јули годинава. Поводот беше неколкудневната посета на неколку бизнисмени од САД кои во земјава ги дочекаа, речиси сите министри од ВМРО ДПМН во владата, плюс председателката на државата. Гостите, релативно непознати за домашната јавност, беа Девин Нунес, поранешен конгресмен на Калифорнија, сега извршен директор на Трамп корпорација за медиуми и технологија. Хауард Лутник, основач и извршен директор на една од водечките финансиски корпорации во САД, Кантор Фицџералд. Во последните месеци пред изборите стана еден од најблиските советници на Трамп и се очекува да има водечка улога во тимот за транзиција на администрацијата на председателот на САД, од Бајден на Трамп. Крис Павловски, бизнисмен со македонско потекло, основач извршен директор на интернационалната компанија Rumble. Rumble вклучува и видеосервис каде се префрли Доналд Трамп и неговата корпорација откако добија забрана на YouTube. Според тогашните соопштенија и изјави во медиумите, гостите беа во земјава поради неколку причини. Со Rumble се зборуваше за изградба на национални центри за податоци. Втора конкретна најавена можност беше создавање дигитален денар. Дали на Трамп фирмата ќе инвестира во Македонија? Па сега за сега не би откривал таков тип на детали, но јас сум многу горд и задоволен што овие луѓе ги имав денеска неколку часа и ќе останат во текот на денот и во текот на утрешниот ден со тимови од владата ќе разговараат, поделени во два дела. Првиот е економски дел и тука пред се мислам на новите блокчейн технологии, на криптовалутите и така натаму, можностите за ова што претходно го зборував, а тоа е дигиталниот денар. И второто е да видиме за дигитализацијата и дигиталната трансформација, пределен клауд, во кој што ќе можеме сите овие процедури кои што ние ги зборуваме полесно и потранспарентно да ги завршуваме. И ако успееме да најдеме заеднички интерес, зошто да не? Ние ќе бидеме првата држава во Европа. За оваа компанија има дека имала оперативна загуба во првиот квартал од 12,1 милиони американски долари. Половина од тие пари, 6,3 милиони, се еднократни плаќања поврзани со затварање и спојување на TMTG, но сепак тие велат дека има доволно средства за финансирање на операција во иднината и затоа ве прашав дали и колку би вложиле во Македонија ако им е ваква финансиската состојба. Апсолутно станува збор за компании кои што имаат приходи со десетици милиарди и мислам нивното финансиско портфолио и потентност е огромна. Сега тука не би можел да ви кажам дали може да обезбедат 3 милиарди, 5 милиарди или 25. Тоа е прашањето. Не е прашањето дали може оваа сума која што вие ја споменавме.
Инаку, господинот Хауард Лутник е практично човек кој што во моментот е еден од најбитните 10 фактори на светскиот финансиски пазар. Не зборувам за и ние денеска го имавме во Македонија. Дочекот на Нунес, Лутник и Павловски не беше единствената комуникација меѓу невисоките представници на извршната власт во земјава со блиски луѓе на Доналд Трамп во американското предизборие. Во период од околу еден месец, премиерот Христијан Мицкоски на 2 пати се сретна со Ричард Гренел. Во првиот председателски мандат на Трамп, тој беше ВД директор на Националното разузнавање на САД, односно координатор на 17 разузнавачки агенции, амбасадор на САД во Германија и специјален представник на Трамп за Балканот. Се очекува да добие висока позиција и во новата администрација. Првата средба меѓу Мицкоски и Гренел се случи во Вашингтон на 8 јули, за време на НАТО самитот во САД. Плодна и пријателска вечера со Ричард Гренел, американскиот дипломат, поранешен директор на Американската разузнавачка служба и добар познавач на состојбите на Балканот. Економија, енергетика и владење на право, теми за продлабочување на соработката. Следната средба се случи во Скопје, во владата. По средбата стигна соопштение со нешто поконкретни пораки од оние по вечерата во Вашингтон. Во текот на средбата се анализираа можностите за искористување на потенцијалите за идни заеднички инвестиции во проекти значајни за регионот. Во наведениот контекст беше разгледана можноста за евентуално американско учество во енергетскиот проект Чебрен, кој има стратешко значење за енергетската независност на земјата. Соработката на владата со луѓе на Трамп засега се чини ограничена на кадрите на ВМРО ДПМН. Па кога пред 3 недели гостин ни беше министерот за здравство кој од редовите навреди, го прашавме дали евентуалната победа на Трамп, например, ќе ја подобри меѓународната позиција на владата на Мицкоски. Од тоа што знам и од тоа што зборувам со одредени посебно експерти од САД, нема нешто битно да се менува во политиките во однос на Западниот Балкан. Повторно ќе бидат во однос на Западниот Балкан зборувам, не зборувам во генерално за политиките на САД. Мислам дека нема да има некакво битно поместување од тие политики кои што ги водеше сегашниот председател Бајден. Смеам да ве прашам, имате вие личен фаворит на изборите во САД? Харис или Трамп? Видете, да речам дека е битен, пак американскиот граѓанин одлучува. Интересно е жена прв пат да биде председател на САД, меѓутоа повторно американскиот граѓанин одлучува на крајот на денот. Одлуката на американскиот граѓанин се случи, а за незиното влијание за земјава и за регионот, Владимир Мирчевски разговара со двајца поранешни шефови на дипломатијата. Доналд Трамп се враќа во Белата куќа и тоа на голема врата победливата победа на претседателските избори. Целиот свет кој ги очекуваше резултатите, сега ги поставува прашањата што може да се очекува и што ќе донесе вториот мандат на Доналд Трамп како шеф на најмоćната држава. За тоа што значи неговиот реизбор за Западниот Балкан и за земјава, разговара со двајца поранешни министри за надворешни работи. Првото прашање кој им го поставив на Антонио Милошовски и Бојар Османи беше дали регионот треба да биде задоволен или да стравува по победата на Доналд Трамп и каква политика треба да се очекува кон овој дел од светот. Сметам дека нема потреба од стравување, затоа што и Европа и нашиот регион веќе имаат одредено искуство со мандатот на председателот Трамп. Овој пат сметам дека и земјите на европскиот континент, но и самиот председател Трамп и неговиот тим се подобро подготвени за меѓусебна соработка. Ќе зависи многу од тоа кој ќе биде во неговиот тим, кој ќе ја предводи надворешната политика и согласно тоа можеби колку внимание ќе ни биде посветено. Пака, мислам тоа ќе зависи од односот на председателот Трамп кон НАТО, што директно или индиректно ќе се рефлектира врз нашата безбедност, и второ, американското вклучување во регионот. Сме виделе нијанси на нивно вклучување, иако генерално немало голема разлика. Например, јас сум бил вице-премиер за европски прашања во време на Трамп и на министер за надворешни работи за време на Бајден. Можам да кажам, од тие слични позиции не сум почувствувал разлика во ангажираноста американска во
барем за нас и во регионот. Јас мислам дека овој мандат на Трамп ќе биде поразличен од првиот и поради институционалното искуство и меморија која што е создадена тогаш. Мислам дека се добива впечаток во јавноста дека нема јасна мисла во политиките на Трамп, меѓутоа ако се разглоби ќе се види дека он уствари се надпреваруваше на 3 политики, на 3 теми кои што најмногу ги ја сензибилизираше јавноста. Инфлација, имиграција, интернационална политика, они трите и што ги имаше, иако можеби начинот на кој тоа го представуваше пред јавноста изгледа како да е недоволно интелектуализирано или изгледа како да зборува за било кои теми, но јасно ако одите во анализа на неговите ставови, тие 3 теми ги имаше во кампањата и тоа значи дека ќе бидат во фокусот на неговиот мандат. Мислам дека американската држава има создадено бафер механизми за да дневните политички ставови се менаџираат додека, односно се баферираат, ако може да кажам, додека стигна до помалите региони или држави како кај нас, така да, да кажам дека не очекувам некоја разлика, бидејќи останува стратешката американска политика по однос на регионот. Кога се зборува за пристапот што ќе го има идната американска администрација, неизбежна тема е идејата од претходниот председателски мандат на Доналд Трамп за размена на територии меѓу Србија и Косово, што де факто значи промена на границите. Треба ли да очекуваме обновување на таа идеја и колку е таа ризична за стабилноста на целиот регион, вклучувајќи и земјава? Тоа беше следното прашање кое што го поставив до поранешните шефови на дипломатијата. Политиките на Трамп се повеќе беа кон билатерален пристап, отколку мултилатерален пристап. Повеќе така трансакциони во смисла резултати сега, отколку дипломатија до бесконечност. И тоа зависи од карактерот, зависи од политиките пристапот, но тука јасна има една дистинкција во тој пристап. Билатерализација наспроти мултилатерализација и резултати сега наместо бесконечни разговори. И односот Косово-Србија мислам дека дава неколку пораки. Прво, директното вклучување на Трамп во решавање на тој спор е добар знак. Бидејќи полесниот начин е едноставно да се повлече администрацијата американска од решавање на спорот, па да се остават регионалните динамики тоа да го решат или само Европската Унија. Фактот дека се ангажираше е добар знак и треба да продолжи да се ангажира. Дали тоа беше план за размена на територии или беше за демаркација на границите помеѓу Косово и Србија, кои што се нејасно демаркирани сега и после 99-та, не можам да кажам, тоа останува на косовските институции да решаваат, меѓутоа сметам дека статус квото не им одговара на албанците во Косово, не им одговара на Србија, ниту и одговара на регионот. Така да сметам дека едно ангажирање на Трамп, како што беше претходно, не зборам за кое решение, дали таа демаркација, дали едноставно фокус на економските прашања, ќе зависи од институциите, но за нас е важно да се затвори прашањето. Бидејќи колку стои повеќе тоа отворено прашање, толку повеќе е товар за нас како држава и за нашата стабилност. Неговиот близок соработник Ричард Гренел беше пратеник во српско-косовското прашање. Сметам дека вложи големи напори, има добро познавање на таа ситуација. Не верувам дека би оделена варијанта на било каква размена на територија, но може да се засили притисокот за формирање на заедница на српски општини во Косово и тоа да биде дел од некое решение. Јас очекувам, доколку Гренел добие посериозна задача во тимот на Трамп, тоа позитивно да се одрази на затворање на ова српско-косовско прашање со взаемна согласност од владите и во Белград и во Приштина. Не верувам дека би оделена варијанта која што ќе излезе од рамките на конвенционално решавање на одредени спорови во регионот, посебно поврзани со Србија и со Косово, но може дополнително да притиснат во рамките на Европската Унија, европската перспектива да биде пореална и за Косово и за Србија и да помогне во решавањето на ова прашање. Во изминатите месеци откако новата македонска влада стапи на должност, премиерот Мицкоски и неколку министри во неколку наврати се сретнаа со луѓе од првиот круг на Доналд Трамп. Што значат за земјава воспоставените контакти на владата на Мицкоски со лица кои може да имаат високи позиции во идната американска администрација?
Сметам дека е добро што премиерот Мицкоски, министерот Муцунски и други соработници во оваа влада вложија напори навремено и пред изборите да воспостават комуникација со одредени луѓе од тимот на председателот Трамп, за да може да имаат и некои лични односи, за да има поголема доверба во соработката. Тоа може да биде корисно и за Македонија како држава, но и за одредени проекти што можеме заеднички да ги сработиме со Америка. Од она што сум брифиран, знам дека дел од овие луѓе, особено Хауард Лутник и Ричард Гренел, разговарале со премиерот Мицкоски за одредени проекти од взаемен интерес во областа на енергетика, економија и дигитализација, и тоа може многу да ни помогне. И сметам дека ваквиот начин на инвестирање во личниот однос и партнерство со битни луѓе во американската политика е добар потек од македонската влада. И Ахмети се сретна, ако мислите на Гренел. Гренел е добар познавач на приликите овде, има и лични контакти и е запознат со политиките и околностите овде и мислам дека е тоа добро. Бидејќи кога имате човек во блиското опкружување на Трамп кој што ги знае приликите, тоа значи поголем директен ангажман овде. А нас ни е важно директното американско инвестирање, бидејќи знаете во политиката вакуум нема. Ако нема американско, ќе има нечие друго, а не мислам дека било кое друго е поповолно за нас од американското. Така да фактот што еве и премиерот и Ахмети се сретнаа со Гренел, Гренел е во блиското опкружување е добро за нас. Сметам дека треба повеќе ангажирање американско по однос на еве и на последното прашање со Бугарија и Европската унија и тоа се разбира може да биде додадена вредност. Последното прашање до моите соговорници беше дали и колку новата американска администрација може да се вклучи во деблокирање на македонските евроинтеграции. Мислам дека да, поради тој поинаков начин на пристапување кон меѓународната политика на председателот Трамп и неговата администрација, мислам дека во оваа фаза е доволно Америка да биде тој гаранторот на дилемите овде, дали е ова последно барање или не. Тоа што го направи германскиот Бундестаг, например, во однос на идентитетските прашања, доколку председателот Трамп и Америка се вклучи директно и формално во гарантирањето на процесот, мислам дека може да создаде една порелаксирана атмосфера овде, за да се влезе во тој поадминистративен дел на членството во Европската унија. Зависи од тоа кој ќе биде државен секретар во Америка, доколку биде Ричард Гренел или некој кој што го има неговиот профил, тогаш може вниманието на регионот Западен Балкан да биде поголемо. Доколку биде поранешниот американски амбасадор во Токио, во Јапонија, тогаш може би фокусот ќе биде Индија, Кина, Австралија и Тајван и тој регион. Но во секој случај сметам дека Америка во многу нешта, вклучително и овде по однос на евроинтеграциите, ќе побара од самата Европа да биде поактивна во својот двор. И по однос на Украина, и по однос на Западниот Балкан, и по однос на многу други работи кои што се поврзани со Брисел. Продолжуваме со друга тема. Доаѓа зима, а со неа и загаден воздух. Пред стартот на оваа сезона, 5 града ќе имаат дополнително оружје во битката со лошиот квалитет на воздухот. По цела година истражувања во домашна лабораторија добиени се прецизни податоци зошто и од каде доаѓа загадувањето. Кога се знае причината, би требало да е полесно да се најде и решение. Михаил Милошевски. На настан во Скопски хотел, владени представници и странски делегации беа првите што ги слушнаа резултатите од едногодишното домашно истражување за загадувањето на воздухот во 5 поголеми градови во земјава: Куманово, Кавадарци, Гостивар, Струмица и Струга. На фонд дуата тексој се министрија медиситијационата карификимите опционалот. До дваждоите ангажуваат през патимине масове пр премисимине силси се ајде, до пашкунујме дифа факторот релевант парализимине челимитонта пр Cilësi më të mirë të ajrit dhe një mjedis të shëndetshëm për brezat e ardhshme. Не е прв пат министер да ги кажува овие зборови, ниту пак оценката дека на земјава не и оди лесно во оваа борба.
Air pollution is a significant challenge in this country, impacting many citizens living in the areas with poor air quality. Но од оваа зима, освен за Скопје, се знае кои се изворите на загадувањето на воздухот и во 5 споменати града. Тоа е една шанса повеќе за централните и локалните власти конечно да мрднат од мртва точка. На влезот на Штип кога се доаѓа од Скопје, од десна страна, во објект затскриен од високата вегетација, се наоѓа научно-истражувачкиот центар Амбикон. Работи во склоп на Универзитетот Гоце Делчев. Во лабораториите сместени на горниот кат, тимот професори и лаборанти секој ден во изминатава година испитувале и мереле примероци добиени од филтри поставени во 5 општини во земјава: Куманово, Кавадарци, Гостивар, Струмица и Струга. Процесот низ кој поминува испитувањето на еден филтер е деликатен и долг, но дава прецизни резултати за факторите на загадување, односно што точно дишат граѓаните кои живеат или се движат во близина на филтрите. Значи целиот процес започнува од тука. Сите филтри кои што ги започнуваме да ги кондиционираме најпрвен се ставаат во оваа комора и во комората сите филтри за спремање на мерење се ставаат во неа и се чуваат на контролирани услови, температура и влажност. Секоја од микрочестичките наталожени на филтрите мора да поминат низ рацете на лаборантите. Некои дури и неколку пати, се додека не се добијат целосно точни мерења. Значи филтерот се става на вагата и откако ќе се стабилизира, ја запишуваме вредноста. И таа вредност ја запишуваме, а после тоа филтерот го враќаме во комората за чување на филтри повторно. По 24 часа, истиот тој филтер го мериме повторно и со сета таа процедура добиваме информација за концентрација на прашина изразена во микрограми на метар кубен. По завршувањето со финалните мерења со кои се добиваат првичните информации, следува процес на внесување на искористените филтри во машина која со помош на рентген зраци дава појасна слика за тоа какви метали има во филтрите кои биле поставени во градските средини, но и во колкави количини се изразени. Целата оваа метода е недеструктивна, што значи дека филтерот еднаш што ќе биде анализиран, не се нарушува и може да биде користен за понатамошна анализа. Со помош на овој инструмент детектираме елементи од натриум до ураниум. Просторот е релативно мал, но опремата која вработените во Амбикон ја имаат на располагање е релативно нова и софистицирана. Со таква опрема, тие се модерна лабораторија која има капацитет да прави комплексни истражувања. Тимот предводен од професорот Дејан Мираковски го открил следното. Во Струмица најголемо е загадувањето во зимските месеци и тоа во најголем дел поради согорување на биомаса, односно греењето на домакинствата со печки на дрва, пелети и други растителни производи. Втор голем извор на загадување е сообраќајот, кој е нешто поголем во потоплите месеци. Во зимските месеци значително загадуваат и горењето на огнови на отворено. Во Струга пак, број еден загадувач е сообраќајот, особено во лето, кога е врв на туристичката сезона. Втор извор на загадувањето е горењето нафта и мазут, пред се на пролет, а дури на трето место е загревањето на домакинствата. Во Куманово пак, на годишно ниво, најмногу загадување на воздухот доаѓа од греењето на домакинствата со биомаса и покрај тоа што е карактеристично само за зимските месеци. Потоа следи сообраќајот, кој е поизразен загадувач во летните месеци. Ние и печките на дрва ги стартуваме рано наутро, потоа луѓето се на работа и кога се враќаат дома повторно се зголемува интензитетот на користење на овие уреди, поради што и емисиите имаат карактеристични два врва, концентрациите имаат два карактеристични врва во раните утрински часови, некаде до кај 8 часот, од 6 до 8, и потоа вечер од 18 часот, па некаде до 2. Ноќта која почнува да се намалува концентрацијата. Наудите не се ексклузивни само за Македонија. Така било и во западноевропските и други светски метрополи, кои го поминале овој процес и го подобриле квалитетот на воздухот. Професорот Мираковски е оптимист дека и земјава може да го изоди тој пат, бидејќи загадениот воздух е виновник за предвремена смрт и развој на потешки заболувања кај населението.
Многу активности се потребни да се реализираат, дел од нив се брзи и може да се реализираат веднаш, например да ги миеме улиците или да имаме подобра вегетација на сувите површини, да не дозволуваме да останат подложни на елска ерозија, тоа и не е нешто што ни треба многу време. Замената на системите за грејање веројатно бара повеќе средства, меѓутоа денеска имаме и ефикасни и економични системи за грејање, така што освен што ќе ја заштитиме животната средина, веројатно можеме да ја подобриме и економичноста и ефикасноста на тие системи, па да имаат луѓето и економски бенефит, освен поквалитетен воздух, иако и самото тоа е доволно. Посетивме 2 од вкупно 5 општини кои добија алатка за подобрување на квалитетот на воздухот. Кавадарци се наоѓа во средишниот дел на Тиквешката котлина. Географската положба на градот го прави склон на високо загадување, бидејќи ветрот не е честа појава. Карактеристика на Кавадарци е и тоа што е индустријски град. Секојдневно, градскиот бетон го газа тешки товарни возила, често низ централното градско јадро. Според истражувањето, грејењето на домакинствата е главен извор на загадување на воздухот во зимските месеци, но минералната прашина е доминантен извор преку целата година, а не заостанува и сообраќајот, особено во летните месеци. Градоначалникот гледа дел од решението за подобар воздух во изградба на обиколница. Тоа значи дека од дневна основа ние негде 700 тешки товарни камиони со значи 30 тона товар, кои што создаваат и прашина, создаваат и загадување на воздухот од нивните согоревање на моторите, ќе бидат комплетно дислоцирани од градското подрачје, ќе имат заобиколница за да движи. Тој е проект негде со вредност од 10 милиона евра и веќе прифатен со одлука на влада. Обиколницата, очекува градоначалникот, ќе го намали загадувањето од сообраќајот. Но за главниот проблем преку зимата, загадувањето од грејењето на домакинствата, вели дека единствено решение е гасификација и за домакинствата и за индустријата. Од она што ги имаме направено како истражување и анализи, со повеќе од 9000 семејства, негде над 70% се согласни за гасификација и топлификација. Меѓутоа е многу интересен податокот што луѓето кои што моментално се загреваат на дрвја, на пелети, нафта или електрична енергија, над 60% во домаќинствата имат инсталирано радиаторски собствен систем. Тоа значи дека нема да ги изложиме луѓето на дополнителна инвестиција голема, за тоа што само ќе го замениме главното грејно тело. Во друга котлина, Полошката, се наоѓа Гостивар. Тоа што има повеќе ветер од Кавадарци, сепак не го прави отпорен на аерозагадувањето. За општината е специфично што најголемото загадување доаѓа од минерална прашина, пред се поради големиот број каменоломи, а од неодамна и од активностите на Бехтел и Енка. Фактор е затоплувањето во зимските месеци и сообраќајот, но во помала мера. Прашина создава и почнувањето на изградбата на автопатот, Гостивар Букојчани, и таму се ствара доволно прашина и тие фотоприкажите баш на тие места каде работат тие се гледаше создавањето на таа прашина. Така да ние само што ги слушавме резултатите и контактиравме и со каменоломите и со БТЛМ-ка. Изградбата на автопатот не е долгорочен извор на загадување, но другите, како грејењето и сообраќајот, се. Затоа општината Гостивар направила фокус групи од граѓани, на кои за старт им понудиле да изберат една од 3 опции. И од трите сет мерки, првата мерка беше проширување на зелени површини и пошумување на градот. Втората мерка беше за енергетска ефикасност на градинките основни и средни школи. И третата сет мерка беше за опрема за чистење на улици, метларка, така да одлучивме да го пошумуваме градот и да ги прошириме зелените површини, бидејќи на тој начин и прашината ќе се намали и ќе имаме повеќе сенка и ќе имаме почист воздух преку дрва, преку зелени површини и така. Значи, во уште 5 општини во земјава сега се знае од каде доаѓа загадувањето на воздухот.
Јавно познати се и заложбите и проектите на локалните власти за почиста животна средина. Ништо не се прави преку ноќ, но сите би требало да почнат час поскоро да ги преточуваат идеите во реалност. И оваа, и следната, и зимите по нив. Температурните инверзии ќе носат опасно висока концентрација на PM честички и други загадувачи, од кои не само што човек се разболува, туку и порано умира. Повторно политика. Се очекуваше Дуи од септември да излезе на улица и да протестира против одлуката на ВМРО ДПМН за владин партнер да ја избере коалицијата Вреди. Аргументите се повторени многу пати. Протести, барем засега, нема. Наместо тоа, Дуи почна со средби со членството и со граѓани. Нашиот Хекура на Кифи го следеше карванот предводен лично од Али Ахмети во две општини за да регистрираме какво е расположението и меѓу раководството и меѓу симпатизерите на партијата која беше на власт 20 во последните 22 години. Петок навечере, а градоначалникот на општина Боговиње е на терен. Не во јавно, туку во партиско својство. Членови и симпатизери на Демократската унија за интеграција доаѓаат во општината на средба, каде главен гостин е лидерот на партијата Али Ахмети. Средбата е закажана во ресторан за свадби. Додека се полнеше со жители на Боговиње, но и со партиски функционери и пратеници од тој крај, во салата пристигна и првиот човек на Дуи, заедно со партиските соработници. Прв говореше градоначалникот Бесник Емшију. Се пожали на тоа што владата во актуелниот проект за поддршка на општините ги дели парите користејќи методологија која го зема предвид само бројот на резидентно население. Qeveria gjithmonë ka ndarë mjete. Ashtu edhe kësaj radhe qeveria ndan mjetet për komunat në bazë të numrit të popullsisë, duke mos e përfshirë mërgatën, respektivisht mërgjimtarët tonë. Prandaj, ndarja e mjeteve në bazë të kësaj metodologjie, duke përfshirë vetëm numrin e popullsisë rezidente, është në dëm të komunave shqiptare. Кога му дојде редот на Али Ахмети, тој веднаш се осврна на актуелните настани. Го повика Христијан Мицкоски да си го држи зборот за предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Предлог кој премиерот го упати до СДСМ на собраниската седница за претенички прашања. Unë e përshëndes guximin gjë në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut të kryeministrit aktual pa legjitimitet teknik, duhet t'ja thëmë për ditë këtë thuhet t'ja thuni, s'ka legjitimitet teknik Kristian Mickovci. Ka fituar zgjedhjet. E ka muru për zgjedhjet që i ka fitu. Po halal kur s'ja bëj që i ka poshtru shqiptarët bashkë me ata shqiptarë që nuk menojnë shqip. Ахмети зборуваше и за други изјави на Мицкоски. Побара од премиерот да го каже наводниот човек од Дуи, кој преку СМС порака молел Дуи да влезе во владата, по цена и интегративците да добијат помалку функционерски места од Вреди. E kisha lut deri në qiell, lita qizbe, njëri kur flet kështu, deri në qiell e kisha lut. Mas merren me kësi ma bete tulta e të likta, jo burnore. Unë kom porosi, unë kom kështu se BDI-a ka kërku. Kush është ai që ka kërku? Ka emën, mbi emën, qite. По говорот на Ахмети, дојде време за прашања или сугестии од присутните. Фалемдерет dhe fjalën tash e keni ju, a keni mikrofon? Уште првото прашање, упатено до лидерот на Дуи, беше предизвикувачко. VMRO-s që e bëni koalicionin me Vlenin ose me Znamin, vaktheu u khan e 2016 që ja bëhet ju VMRO-s që u bashkohet me LSDM-jen. Можеби, одговори Ахмети за случувањата по изборите во 2016 година, кога Дуи реши да не коалицира со ВМРО ДПМН, иако нивната коалиција освои два пратеника повеќе од она на СДСМ. Asë kohë, udhëheqja e VMRO-s kërkonte prej meje që unë të flas me Nikola Gruevskin që ai të tërhiqet dhe të zëvendësohet me dikë tjetër për kryeministër.
Këtu unë i kam bashkëdrejtues Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kom vendosur në mbledhje. Kam thonë, unë nuk pranoj të flas me Nikola Gruevskin dhe ta akuzoj Nikola Gruevskin tërhiqu ti që VMRO-ja të jetë pjesë e qeverisë. Sepse edhe ky ka mund ta bëj, po Bashkimi Demokratik ka fituar zgjedhjet, ka legitimitetin, po pa Ali Ahmetin. Edhe njerëzëllëku duhet metet njerëzëllëk, dhe unë nuk kam pranu të flas me Nikola Gruevskin që ai të tërhiqet prej mandatari si kryeministër. И следното прашање од присутните не беше ниту за легитимитетот на владата, ниту за застапеноста на албанците во институциите. Теми кои Дуј ги нагласува при критиката на актуелната власт. A do të ketë reforma brenda partisë dhe a do të jetë pjesë e këtyre reformave gratë dhe të rinjtë apo do të vazhdojmë me të njëjtat emra udhëheqës? Првиот човек на Дуј одбегна да одговори конкретно за водечките кадри, некои од нив присутни на собирот. Се задржа на учеството на жените и порача дека нема да ги навредува мајките и жените албанки со квоти. Меѓу незгодните прашања беше и едно за статусот на членството кое добило работа во администрацијата, но не и редовно вработување. Duke marrë parasysh që shumica e kontratave edhe përfundojnë në fund të vitit. Nga informacionet që kemi është se nuk keni dhënë pëlqim për punësim gjatë udhëheqjes derisa ju keni qenë në atë njësi. Поранешниот министер за финансии Фатмир Бесими не даде конкретен одговор. Вината ја префрли кај актуелната власт. Realisht, ballafaqoheni në një situatë ku ne, një kategori të njerëzve që kanë marrë kontrata vepër i kemi mbajtur se janë dashur për institucionet. Mirë, po për të siguruar një qëndrueshmëri, është dashur të realizohet një dinamikë dhe plan dhe ne propozuam edhe ligj në parlament, të cilën kjo qeveri aktuale, këto parti politike e penguan. 3 дена подосна, кадванот на Дуј беше во друг регион. Слоганот «Со народот» продолжи со жителите на Куманово во салата на поранешниот општински комитет. Покрај Ахмети на панелот беа двајца пратеници, Садула Дураку или Расани. Прв говореше Асани, кој меѓу другото изрази загриженост за негирањето на процентот на албанци, нарекувајќи го срамен и многу болен чин. Ditët e para dul ministri i drejtësisë e tha ai, ju shqiptar nuk jeni 30%, jeni 24%. Edhe krit për llogaritjet që janë nisën me i bë në bazë të 24%-shit, duke na eliminuar atë gjysën e më të rëndësishme të zemrës tonë. A ka më të turpshme se dikush na eliminoje vëllezërit tanë të cilët i kemi në mërgat sot. Како и во Боговиње, темите на кои зборуваа функционерите на Дуј беа поврзани со прашањата за правичната застапеност и легитимноста на владата. Во тој контекст, Ахмети пред Кумановци рече дека ВМРО ДПМН речиси 7 години води софистицирана кампања против Дуј, која ја смета за длабоко антиалбанска. Nuk ishte mirë për VMRO-n që doli me moton sërish Maqedoninë ta kthejmë. Sërish Maqedonia e jona, e kujt. Maqedonia është e gjithë atyre që jetojnë këtu. Nuk është mirë, Zoti Duraku, as për ne, as për ata, ta kthejmë kokën pas. Ne nuk ngutemi, jo nga friga, por nga trimëria. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që duan të na kthejnë pas se kanë gabim. Sepse kaluara ka çmime shumë të larta. На државата и требат процеси кои гледат напред, ги убедуваше Ахмети присутните во Куманово, додавајќи дека не треба да се занимаваме со архаични политики од минатото. Nuk jemi shumë, si tërsi 2 milion banor. 2 milion banor kokë më kokë njihemi. As nuk u duhet bela atyne, as nuk na duhet bela neve.
Ne na duhet vendin të antarësojmë Bashkimin Evropian. Ne nuk kontestojmë as histori, as gjuhë të qytetarëve tanë Maqedonas, as kulturë. Ne i mbështesim në identitetin e tyre. Ne nuk jemi si të tjere që ua kontestojnë historinë, biografinë, gjuhën, historinë, kulturën. За разлика од Боговиње во Куманово, публиката не постави непријатни прашања. Повеќето кој побара микрофон не сака одговор од функционерите на ДУИ, туку кажа своји констатации. Duke pas parasysh rrethanat politike që ndodhemi, kemi një VMRO e cila duket sikur ja ka caktuar vetës qëllim kryesor, jo vetëm cënimin, por shkeljen me 2 kamp të marrëveshjetorit dhe çdo mundi 22-3 vjeçar. Kemi një gjykatë kushtetuese që e shkel vetë kushtetutën e vet, dhe kemi një përfaqësues shqiptar, të cilët u futën në qeveri aq të rritur, saqë tani po i hajnë edhe fjalët e veta. Откако заврши официјалната програма, успеавме да дојдеме до Ахмети и самите да му поставиме прашање. Што ќе каже за секојдневните најави од власта дека ДУИ се плаши од казната која следи за криминалот што го направиле додека биле на власт. Еве што ни одговори. Të antarësojmë vendin Bashkimin Evropian, të bëhet vetting, të hapen hetim për gjitha partitë politike, hapet hetim për të gjithë politikanët në vend, për nga e kam preardhje pasuria e tyre, të hapet hetim për tërë procesin e privatizimit në vend, dhe në fund, dua një shpjegim nga të gjithë politikanët Maqedonas, pse shqiptarët të dalin në zgjedhje kur ato, akoma me mentalitet të viteve 1950-60, ku shqiptarët në kushtetuti i shkruanin shqiptari. Генералниот секретар на ДУИ, Фатон Ахмети, ни рече дека средбите со граѓаните ќе продолжат и во следниот период. Në përfundim të këtyre takimeve, me takimet e fundit që do t'jenë javëve në vijim, ne do të vendosim se cilët do t'jenë hapat tona dhe çka ne si Bashkim Demokratik për Integrim do të ndërmarrim në të ardhmen. Pra, përgjigjja jonë, veprimi jonë do t'jetë në bazë të asaj që do të kërkoj baza jonë, në bazë të asaj që do të kërkoj populli, ashtu si që kemi edhe sloganin. Nuk përjashtohet asnjë formë veprimi, pra do të veprojmë ashtu si do të kërkohet nga ne në përfundim të këtyre takimeve. Меѓу формите на дејствување што не се исклучуваат се и протести. До крајот на вечерашното издание ве поканувам да ја одгледаме и новата саботажа. Огромна е разликата од тоа да се биде на власт или да се биде во опозиција. Кога е борбата за фотелја, тогаш е нормално да се има слух за граѓаните и за нивните потреби и гласно да се афирмираат нивните барања. Нашиот втор предлог, кој е на барање на граѓаните, е намалување на ДДВ од 5% на 0% за основните прехранбени производи. Тука се гледа разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Тогашната власт не само што не го ставила на ум предлогот, туку на сосема разбирлив начин давала објаснување за тоа што треба да го оптовари буџетот на граѓаните и уште попрецизно, кои се основни, а кои луксузни продукти. Например, знаете дека дури во одредени земји за сладолед, за чипс, за мастики спаѓаат во категоријата на нездрави производи затоа што има повисока шекерна вредност и тоа не е здраво за населението. Болно високите цени сепак притискаат, особено кога од грижлив владин чувар на здравјето, по виша сила, стануваш опозицијски заштитник на џебот на сограѓаните. Улогите ги менуваат и ставовите. СДСМ поднесува предлог закон за изменување и дополнување на законот за данок на додадена вредност. Со него се предвидува укинување на ДДВ-то за прехранбените производи, односно од 5% на 0% ДДВ. Сега на сцена стапуваат тие што опозицијски бараа да се види разликата, но таа се гледа само во тотално различната позиција која предизвикала промената на ролјата во општеството. Тоа сега е само обична пропаганда и купување политички поени.
Ние како пратеничка група нема да поддржиме едно вакво законско решение, бидејќи продолжува континуитетот на дневно политичко препукување со економски теми од истите оние кои што ја донесоа Македонија во ваква девастирана економска состојба. Ваквите законски решенија не допринесуваат за зголемување на квалитетот на животот на граѓаните, туку за креирање на дневно политички теми. Животот на граѓаните е од исклучителна важност, особено квалитетниот. Не може секој да копа кај ќе стаса и да го нарушува и загрозува нормалното живење. Тие заслужуваат поддршка, редовно, кога е опозицијата во прашање, оти никој не е позагрижен од нив. Значи, како пратеници од ВМРО ДПМН во континуитет сме во комуникација со иницијативниот одбор, кој бара прекинување на активностите за експлоатација на камен од атарот на село Оревоец, што се сложувам со нив дека е штетно и за селото, но и за градот Прилеп. Овдека е во најава една еколошка катастрофа. И на крајот, еколошката катастрофа станува зелен рај. Ама кога ќе завршат изборите. Испитани се сеизмологијата, значи колку се потресите, испитана е бучавата, а и она дека наводно Прилеп ќе остане без вода е сосем неточно. Ведь Прилеп ниту една капка вода не пие од Ореовец. Прилеп сигурно не пие вода од Ореовец, ама веќе никој не пие нафта. Завршуваме за вечер. Повторно ќе се видиме в понеделник во овој термин од 20:15. До тогаш пријатно.